А за тебе? Ај! Слушайте, вамо. Денес е празник и за работа донесте ми спомнат. Ајде, работа жива. Кој работи денес? Денес е празник, голем, убав. Свети Лазар, Лазарица, кој работи денес? Ајде, дај да се напием, ајде. Епа, токму зарад празников денешен, сакам да ви раскажем една приказна за Свети Лазар. Абе, тоа не е баш за Свети Лазар, туку е за едни питачи. Добар ден. Добар ден. Некоја ситна пара за овие душички. Да е за убаво денов. Еве ти сонце и тебе. Еве ти тебе душичке. Полајте. Еве ти. Полај. Полај ми многу. Малку се, ама и нам не ни течи од пазови. Ти земе ги овие и немој да ги испиеш, да ги изедеш. Ај, на малечкиве нешто да им купиш, ајде. Ајде бе ти, а? Не ме джибај. Ја денеска за кесето не се фаќам. Не на денешен ден. Здравје за сите, па и за нам. Сполај ви многу. Ајде, еви и од мене, ајде, еви и од мене, еви и од мене. Ајде, повели, сега, ајде во друга мејана. Ај, зошто бе, пријателе, така? А? Јас не те знам за тако. Што е тоа со Свети Лазар, со тие работи? Заради приказната што сакав да ви ја раскажам. Слушнете ја приказната, па ќе знаете зашто не идедов ништо. Ајде. Ќе ви ја кажам. Во многу стари времења си биле двајца питачи. Седеле така по крватот, едниот бил не гледал, а другиот бил без една нога. Седеле покрај патот да им даде некој кој како ќе помине. Ама не пара имало минувачи, а и не пара им давале и тие што ќе поминеле. И на едниот мисли и му текнало за Свети Лазар, дека помагал на болни и дека лекувал и тоа што не е за лечење. Ја знам и јас оваа приказна. Тој, едниот, првиот, му рекол на вториот да одат на гробот на Свети Лазар и да бараат лек за својата мака. Ете, така ли? Ајде. Аха. И што станало понатаму, отишле, го нашле лекот? Чекај, ќе ти кажам. И тогаш вториот му рекол на првиот: слушај, вамо, ами добро, ако оздравиме, ќе седнеме напад. Како ќе просиме здрави, никој ништо нема да ни даде. Тоа значи дека ќе мора да работиме. Значи ќе мора сами да го ваѓаме лебот. Ето, сега се замислил првиот и му рекол на вториот: ти ако сакаш, оди кај Свети Лазар и лечи се. А мене и вака ми јарно, еве, ништо не работам, а за јадење имам. Сега се позамислил вториот и си останале кај патот. Гледаш? Затоа, пријатели, неќев ништо да ја дадам на ова заради Свети Лазар, заради ова приказна и заради празников денешен на која се сетив. Право да ти кажам, Стојко, со ова твоја приказна и мене ме подзависти малку. Велиш? Ајде на здрави. Ајде. Се позабај нешто нашиот Ние пријател, се да се да сорија. Ајде на здрави. Ајде да сме живи сега. Ние едно време, а него го нема, само што не ме знаеш. Добре, Што ти е тебе? Да нешто не си јарен. Цело утро те гледам, лежиш, не стануваш, не зборуваш. Стани, направи нешто. Еве, отиди во меаната, те чекаат пријателите. Ништо не ми е моржено. Малку ставува да се одморам, а да одам до ќан. Ништо не му било. Како не ти било? Кога надуќан сакаш да одиш на овој свет ден, Лазарица. Па се работало денеска? Па ти не си со сите. Добро. Ајде. Ќе одам да се видам со пријателите в меана. Така, брета. Полека. Чекај. Дај ми да појаш.
Така? знаеш. Така. Вижте така. Те? Олай ти да си жива и здрава. Чекай малко да те фрчусам. Чекай. Ете. Ай, Ајде, седи. хайде со здравје, убав спомен. Ајде бе, Мејанджи! Аз сме си враќали, не оди на така. Ајде, падне, ајде. Иде. Еве, завоска матичка. Денес А сме за оде. тебе? Ајде. Неготинска е. Слушајте, ајде да мамнеме уште по една, па ако не дојде, ќе му одиме ние таму. Не, да му одиме дома, не. Имаме ние денеска кај да одиме. И менде ни во Бестово колку сакаш. Одиме дома. Јас знам зошто го нема. Не сакам сега за тоа да зборам. Кажи. Ајде, кажи. Најголема мака е откако дојде оној новиот Казанџија, Куманоецот. Насекаде се зборува дека се што ке калајсало Кумановецот е побело и повеќе свети од она што наш дане порано го калајсува. Значи, дека ќе има помалку работа. Бога ми, и ќе има помалку работа. Тоа не може да биде. Мане, Цело село знае дека поарен од него нема. Еве, во 10 села се говори дека поарен од него Казанџија нема никаде. токму затоа маката е уште поголема. Најдобар, најарен, наш, да имало сега да дошол некој друг и то поарен од него. Каде си, бе, пријателе, бе? Каде си прв мајсторе? Каде си, бредане, денеска? На овој убав ден дома да се затвориш, бредане. Ајде, дојди. А здраво живо, за многу години, среќен празников да е. Нека е за многу години. Среќен празник и тебе, Дане. За многу години. Ајде за многу години, мајсторе, повели. Ќе простите, јас малку се подзабавив со жената. Те ова било, те она било, а и дрвца нацепи ми да не залади до вечера и едно време си реков да тргнам да излезам. Реков, нема да ве најдам, ама сум имал среќа. Тука сме ние, не Сте ми пријатели, што пиете ракијечка? Нијечка помалце, кој што како. Мејанџи, и за мене една лута, ама некава да речка. Неготинска од кај бранета. Ако нема од кај бранета, од кај панета. Па, како сте ми пријатели? Арни сме, Дане, арни, само не знаеме ти како си. Да немаш нешто многу работа денови, а? Сполај му нему има. Дал Господ. За тој што сака и знае да работи, има работа. Дане, да те прашам нешто, нема да се налутиш? И како да не се налутам ако е за лудење? Па се, Ајде, оставите го човекот на рад, нека си испија ракијата сега. Ајде, Зара. Кажи, Стојко. Кажи. Слушај. Или ајде да не се мачиш. Јас знам што сакаш да ме прашаш, а? Думата ти е за онај новион Калајџија, така, за Куманоецот. И за тоа дека казаните му биле многу бели. Тоа ти беше мислата? добро, Дане, а ти што велиш? Поубави се? Поарли се? Знаеш кога ќе бидат поарни? Кога баба ми Таса и баба ми Кале ќе се вратат од горниот свет. Ајде, здравје, Ајде, што да го мислам. Ајде, Ајде, за многу години. Честит празник од денеска, ајде. Амин. И тоа. Честит дека е празник. Добар ден, мајсторе.
Дал ти Бог добро. Ти, што нема му? Шамака имаш, па те доведе овде. Дојде да виду докуде си. Дали научи да ги правиш бели како моите? Зашто моите знаеш какви се. Иако ти не си бил кај мене во дуќанот, ама добар глас надалеку се чуе. Моите се како месечина, светат како полна месечина, ако не и повеќе. Бре. Што мака имал човекот. Уши, пријателе, ќе светат не како месечина, како сонце ќе светат. Ако немаш друга работа, врви си патот, зашто има многу работа. Ако сам ти кажаја, не сум ти бркнаја у око. И јас имав мака додека да научам што се става во тријалото. Кога ќе научиш? Ништо не ми треба да научам. Се што треба, си знам за мојот занает. Ајде, врви си патот, оти имам многу работа. Немам време за ден губен. Можу ја да ти кажу, да те научу, ако... Не ми треба ништо ти да ме научиш. Се што треба за мојот занает си знам јас. Врви си патот. Тој мене ќе ме научил. Да ти се плукнам во тоа брадата како на прч. Уф, ми иде да... Пак ли тој, мајсторе? Јас го слушнав однатре и затоа не излегов. Леле, ако излезе. Само ако му излезе. Ајде бре, прапорецни заеден, не туку се петели, тој ќе му излезел. И што ако му излезеше? Бре, гајките ќе му се стресе од тебе. Мајсторе, а ти вистина ли знаеш што става тој во тријалото, или само го... Влегувај внатре, оти... Абе, ти да не го изеде стапот. Што ставало во тријалото? Прч! Тој ќе ме учи што требало да се ставија у тријало. Дете! Подржи ме, јас ќе одам на ручек. Ајде ти со мене. Мајсторе, а јас да останам троа овде, да не го оставаме сам дуќанот, не е убаво празен дуќан, а? Јас ќе одам на ручек и не се враќам дуќан. Па кога ти ќе решиш дојде. Не бери гајле, мајсторе, јас ако имам мака, веднаш ќе дојдам. Ајде. Добар ден, синко. А Ирли е работа? Споај ти, баба Славна, да си ми жива. Мајсторот, тука ти е? Пред малку замина на ручек. Ако сакаш јас да поитам и да го стасам, да го викнам да се врати ако ти треба, а? Не. Арно што не е тука. Јас и чекав да не биде тука. Сакам една работа да завршиме без него, ама јас и ти. Сами. Што? Вака. Мојот син Мане, другар му е на мајсторот твој. И ми кажува дека многу мака си имал мајсторот твој, затоа што оној куманоецот нешто клавал во тријалото и тоа котлињата ѓу моите му светеле, ако боже месечине. Поарно што не е тука, море. Поарно што замина на ручек. Леле, колку се лути кога некој вака зборува. Иш да не го чуе.
Се лути, а? Па затоа и чекав да не биде тука. И јас и ти да ја завршиме работата. Јас сум намислила и знам како да узнаеме јас и ти што клава тој куманоецот во тоа тријалото за да му света толку котлињата, а? Јас и ти. Како умори баба Славна? Ај кажи како. Ај да удиме. И попат ке ти кажам да не го губиме времето сега. Попат се ке ти кажам, синко. Да мандали го ова, аха? Ајде. Ишо чешици мори баба Славна. Ај, светеле. Ја, ото му било, не знам какво, не знам какво. Си дојде, а? Добар ден, жена. Добар ден. А јас пак сакав да ти однесам надуќан ручек. Кога видов дека се заба и велам, подобро надуќан, немој гладен да ми останиш. Ке дојде порано, ама дојде надуќаној да му се плукнам во името, да му се плукнам, да не му гоклам името. Ајде, Пак ме јадосам. Седи, не јадосувај се. Има ли ден тој човек еднаш да те одмине, ајде, да не те јаде више. Да не те зајадува, бре, човек. Не мори, жено, ајде да му е патот од кај мене разбирам. А ти, истиклере, нарочно секој ден врви покрај мене да ме јади, да ме сакалдисува. Ајде, не се сакалдисувај. Ајде да ручаме, смири ја душата. Ајде. Слушај сега ќе јадам и не одам надуќан. Ќе одам мене да се издувам малку. А јас влезам дуќан и еве ти го. И дај да виду како ти се казани научили што треба да се става у тријалото. Дај да видам бели ли се како мои, демек неговите биле многу бели, како полна месечина. А бре, некогаш ми иде да му тупнам една, па да ја види и месечината и сите звезди. Бре, катил човек, бре. Што човек беше? Ајде, не се јадосувај толку. Ајде, подкаснеме. Шо зелник сум направила? Ајде да си каснеме. Пак ни го нема пријателов денеска. Па денеска може и да не дојди. Викаш? Па денеска не е празник. Трие човекот. На голема мака го стави овој кумановецот, овој новиот калајџија. Слушај, ако дојде, да не зборвиме вакви приказни од тие. Вистина, многу му е мака кога му зборуваш за тоа. Право да ви кажам, многу ми е смешно. Како некој мало дете, што ќе му ја спомнеш таа работа. Не знае, голема работа, мислам. А јас знаеш што направив? Ја и кажав на мајка и ја знаете каква е. Таа, ако решила, дупката на ѓаволот да ја најде, ќе ја најде. А бе само што ја кажав, и кога скочи и... Еве го доаѓа. Пандо! Донеси ракијата, Пандо. Сакате да ви раскажем една приказна? Ајде. Не бива мене за тоа. О, дојде пријателе. Ние мислиме без тебе ќе ги пиеме кафињата денеска. А Ирлија да ви е работата како без мене тргнав за надуќа, па си викам, а и јас да се кафосам. Така е, бе, работата и дукенот не бегаат. Тебе пак те чекаат. Кога Така тогаш е, ти ќе ја пријателе. завршиш таа работа. А имаш и калфа. Па нека поработи и тој малку, бе. Пандо! Ајде, дај виното сега. Пандо, ајде. Пак ракичка. Не. Вино, рујно, румено, кавадаречко. Ами Стојко, ти сакаше да ни раскажеш една приказна. Ајде, кажи ја, само да не е она истата за Свети Лазар. Не таа за Лазар. Чекај, сега сакам да ви раскажам една друга приказна за еден човек што лежал на смртна постела. Ајде, ај го најде па на смртна постела. Ај, некоја е повесела.
Добар ден, а Ирли е работа, мајсторе? Сполај ти, тетко, да си жива и здрава. Бабо, јас сега ќе одам дома да ручам и сетне ќе му кажам на мајсторот дека го бараше и ти пак да дојдеш. Арно, синко, ајде, оди, поздрави дома. Ќе дојдам јас. О, да седнам малку. Ајде, седни тук. Да се одморам. Еј, да ти се позлатат рацете, синко, леле, колку се убави света. Му рече дека ќе се вратиш таму, ама дојде кај мене. Затоа што моите се побели, посветли, пубави. Ајде, кажи ми сега што сакаш да купиш. Ајде, кажи. Да ти кажам, право јас. Зато тргнав. За кај тебе да дојдам. Ама нели патот ме носи покрај неговиот дуќан? Да. Ко застанав? Ко гледам? Ти не знаеш какви се. Што? Научил да ги прави. Светот не месечина, сонце чиниш. А не е вистина. Ти ме лажеш, тетко. Ова јас што го знам, никој не го знае. Не, бре, синко, не зошто ќе те лажам, зошто те лажам. Отиди па ќе видиш. Светот како сонце, од кај научил, кој му кажал, не знам, ама вистина те лажа. Не верувам. Светот, ова што јас го знам, никому му го немам кажано. Да. Никому? Од кај може да знае дека во тријалото ставам Нишадор. За Нишадор никој не чуе овие краишта. Како? Нишадор? Ние Нишадор го викаме ова, Како не сме чуле, ама вака на прст ке клајме и дете кој ќе го боли грло, вака во грлото ќе го истриеме да му помени грлото. Сме чуле за ни, ама дека се клавело овде не знам. Доста! Синко? Ќе пукнам од мака, бе. Кој му кажал? Леле, Кој му кажал за ова? Леле, прости, синко, да не те налутив јас тебе нешто. Не сакам да те налутам. Што си ме налутила? Ај, оди си сега. Ќе пукнам од мака и дане и некој. Слушна? Нишадор. Браво смри, баба Славно, браво. Трче и кажи му на мајстор. Мајсторе! Абре, оваа баба Славна, ептем чеши да ти била? Разбравме, што става овај куманоецов во тријалото. Куманоецов во тријалото да ми ти ставал и Нишадор. На баба Славна, од мене шамија за Великден и влечки шарени. Ајде сега ти оди, ручај и при вечер ќе отвориме. Така, мајстор. Пријатели, јас честам денеска. Меанџи ока ракија. Стварно ти кажа, што толку ти кажа калпата? Многу, сполајте пандо. Многу убав абер ми донесе. Господ здравие да ја даде на мајка ти Славна. Да ја кажеш, од мене за Великден и шамија и влечки има. Ајде на здравие. Ајде на здравие. Види ја ти неја. Абе, пак направо нешто што не. Пак направо. Ќе му дојдам доак на тој куманоецо. Ќе види чија мајка црна волна преде. Ајде зарно. О, здраво живо, баба Славна. Каде, синко, каде? Каде, а? Мајсторот мој ме прати да купам шарена шамија и чевли за тебе, за Великден. Вистина? А како сега, Насмеан му е образот, Ќе ми купи шамија. Синко,
Види сега, понекогаш и со лага ќе дојдеш до вистината, виде? Ајде.